Добро утро, колеги. Да, токму така како да се препознае врсничкото насилство, кои се причините за појава на ваквото однесување и што може да се направи за да се спречи истото, утрово на овие прашања одговори бараме од нашата соговорничка, психологот Кристина Атанасова. Кристина, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро и ве благодарам на поканата. Кристина, кои се првите знаци дека едно дете е жртва на врсничко насилство? Првите знаци кои укажуваат дека едно дете е жртва на меѓуврсничко насилство можат да бидат знаци од широк диапазон, првенствено социјална изолација и повлекување, одбивање да изведува некои активности кои обично во текот на своето секојдневие ги изведувало, во однос на учењето пад на училишниот успех, одбивање да оди на училиште од непознати причини, присуство на страв од непознати причини, појава на одредени психосоматски промени, да речеме главоболка, болка во стомакот. Сите тие знаци се оние на кои првенствено родителите треба да обрнат внимание и секогаш да реагираат доколку истите се појават. Каква улога имаат родителите и наставниците во превенцијата и како најсоодветно да реагираат? Родителите и наставниците ја имаат најклучната улога. Јас секогаш велам дека дете насилник не се раѓа. Дете насилник се создава во текот на животот, така што родителите се оние кои што децата ги учат првенствено на социјални и емоционални вештини, а потоа наставниците се нивната продолжена рака. Секогаш треба да се реагира навремено доколку се забележи појава на меѓуврсничко насилство. Родителите се оние кои најдобро ги познаваат своите деца, односно родителите се оние кои што доколку забележат било каква промена, задолжително треба да се обратат во воспитно-образовната институција или во било која друга установа, а секако по потреба и да алармираат и да интервенираат кај одредени институции, да речеме центрите за социјална заштита, Министерството за внатрешни работи и така натаму. Освен реакцијата, кои други мерки и активности треба да се превземат за кај децата да се развие меѓусебна емпатија и да се намали насилството меѓу врсниците? Првенствено, уште во установите од најрана, предучилишна возраст, да речеме играње на игри, преку кои децата ќе ги учат првенствено да ги препознаваат, а потоа и да ги почитуваат своите, но и тугите емоции, потоа читање на приказни со анализа на ликови, развивање на вештини за емпатија, за асертивна комуникација, за облекување на чевлите на другиот, за прифаќање на различности, за почитување на различности, за отсуство на дискриминација и така натаму. Подоцна веќе во основните училишта и во средните училишта развивање на работилници за ненасилна трансформација на конфликти, за разрешување на конфликти на еден мирен начин, за развој на емпатија, кооперативно учење, односно она што се вели во образованието и во наставата работа во групи. Да, мотивација да постои и желба за надпреварување меѓу учениците, меѓутоа многу поважно е да имаме соработка и учениците со таа работа во групи да научат како да го почитуваат другиот, но и како да соработуваат со другиот. Кристина, и за крај на нашиот разговор, како социјалните мрежи, но и дигиталната комуникација влијаат врз појавата на врсничко насилство и како да се справиме со тоа? Живееме во ера во која дигиталното комуницирање, би рекла, е присутно и ќе биде се повеќе присутно. Наше е да научиме како да живееме и да бидеме во тек со истото. Првенствено треба да работиме на развивање на дигитална писменост, односно младите да знаат дека се она што ќе го напишат или објават на социјалните мрежи исто е подложно на санкција и на казна, како што и физичкото или било кој друг облик на насилство. Родителите од најмала возраст би апелирала да имаат увид во тоа како нивните деца го поминуваат времето на интернет и да им објаснат на децата дека тука не се работи за строга контрола, туку се работи едноставно за разбирање и за системна доверба. Во подоцнежни години младите да знаат дека се она што се користи на социјалните мрежи, да речеме TikTok, предизвици и се останато, е нешто кое што не треба да се обидуваат да го прават самите, особено ако станува збор за високоризични однесувања, така што медиумска писменост, дигитална писменост е она на која треба да обрнеме внимание. Кристина, ви благодарам за разговорот и за издвоеното време.
Ви благодарам уште еднаш на поканата. За тоа како да се препознае врсничкото насилство, кои се причините и што да се превземе за да се спречи истото, утрово во Македонија наутро разговаравме со психологот Кристина Анастасова.